Седницата за избор на нова влада продолжи и денеска, истата треба да заврши најдоцна до полној, кога треба да се гласа за предлог програмата и предлог составот на новата влада, предложена од мандатарот Зоран Заев. И денеска продолжи дебатата околу потребата на албанскиот јазик од страна на Талат Џафери. Сакам да ја предупредам македонската јавност дека повторно очигледно влегуваме во едно сценарио за креирање провокации во ова собрание и толку од коректноста која беше заговарана и на која што се повикувавме од страна на Зоран Заев и Талат Џафери, изјави пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ. Сакам да бидам коректен и да укажам пред македонската јавност дека ние нема да влеземе во сценарија за креирање на провокации какво што денеска повторно гледаме. Нема да дозволиме да бидеме нити дел од такви сценарија, нити да бидеме обвинувани за сето тоа. Добрата волја од наша страна беше покажана вчера, ќе биде покажувана и во иднина. Но само ако има коректен однос од страна на сите. Ако тој коректен однос се сведува на вакви ниски провокации какви што ги прави господинот Талат Џафери и неколку други пратеници, мислам дека напразно сме се надевале дека некој ветувал нормализирање на ситуацијата или нов ритам на работа или нов однос на работа и дека сето тоа всушност е само една добра обланда која што многу брзо станува невистина. Затоа сакам човечки и честно да го кажам ова пред големиот број присутни новинари, пред сите вас како колеги, пред кандидатот за премиер на владата на Република Македонија, пред министрите. Одговорноста е ваша, вие го имате мнозинството. Повелете, продолжете така како што мислите дека е најдобро за Република Македонија. Благодарам. За делот на процедуралното што се однесува до мене, јас не знам како да ви се обраќам кога ми се обраќате како пратеник. И поради фактот што сум пратеник и тука и таму, но многу добро разбирам дека ако веќе сум председател на собранието, кога сакам да и се обратам на собранието, треба да излезам во говорница, но додека ми се обраќате како пратеник, како на пратеникот Талат Џафери, јас, обавувајќи ја мојата должност, мислам дека тука нема ништо спорно. Пратеникот Павле Богоевски се обрати кон мандатарот и кон пратениците, истакнувајќи дека народот кој го дал својот глас ќе ја контролира нивната работа. Сакам да ми се обратам на мандатарот и на идната влада. Знаете, ама ви повторувам, ќе ве контролираат, ќе ве критикуваат, ќе ве напаѓаат, ќе не напаѓаат. Истите луѓе кои го дадоа гласот и кои што не поддржуваме улиците во првиот момент кога ќе застраниме од патот кој заедно го чекоревме. Никогаш не смееме да го заборавиме тоа. Тоа, колеги и колешки, е единствената вистина која никогаш не можевте да ја сватите. Дека е во ред да има несогласување. Дури и кај вас. Дека зборот на фирерот, лидерот не е светост и не треба да се третира така. На обраќањето на Богоевски во однос на ВМРО ДПМНЕ и неговата изјава дека им дошол крајот, реплицираше Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМНЕ посочувајќи дека многумина посакале да ја уништат партијата, но не успеале. Без гајле, многумина уште од 1893 година го чекале крајот на ВМРО, чекале и многу се насочиле кон тоа и многу направиле, но ниту го виделе крајот, напротив. Тоа е константа и субстанца која што не се губи. Тоа е една голема империја го направила, и едно кралство после тоа, и неколку кралства околни, и една федерација со маршал го забранила, но секогаш кога македонецот добил шанса да гласа. Македонецот гласал за ВМРО. Во овие 27 години имате победено еднаш, 2002 година на 15 септември. Значи, од последни 70 години во овој законодавен дом, вие сте на власт 60-тина, а еднаш имате добиено избори. Пратениците на денешната трета собраниска седница изгласаа одлуката за основање постојани работни тела на Собранието на Република Македонија. За одлуката која беше поднесена од пратениците Горан Мисовски, Јупалими и Илија Димовски, гласаа 98 пратеници, а воздржани и против немаше. Претходно беше завршена и конститутивната собраниска седница на која беа избрани председател, заменик председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република
Република Македонија. Со 62 гласа за, без воздржани и против, беше избрана комисијата за прашање и именувања, чиј председател е Илија Димовски, негов заменик Зоран Илиовски, а за членови избрани се Антонио Милошовски, Крсто Муковски, Даниела Рангелова, Димитар Стевананџија, Благица Ласовска, Горан Мисовски, Дамјан Манчевски, Петре Шилегов, Мухамед Зекири, Ивана Туфекџик, Джеват Адеми и Зекирија Ибрахими. На гласањето не присуствуваа пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ.